Дали конечно јавноста вечерва ќе ги дознае носителите на листи и не само носителите, туку и сите кои што ќе се наоѓаат на листите на ВМРО ДПМН и дали се точни информациите дека носител во првата изборна единица ќе биде Силјановска, дека носители исто ќе бидат Владо Мисајловски, Игор Јанушев, Игор Дурловски, исто така и Дафина Стојановска. Добро вечер и поздрав најпрво до вашите гледачи, до вашата телевизија. Точно, денеска по завршување на состаноците на телата на нашата партија, целата македонска јавност ќе може да види кои ќе бидат носителите со кои што ВМРО ДПМН ќе настапи новија предвремени парламентарни избори, но исто така нормално да ги види кандидатите и понудата со кадар која што ВМРО ДПМН исто така ќе понуди на нашите граѓани за овие предвремени парламентарни избори. Она што може, јас не би навлегувал во однос на шпекулациите, ќе треба да почекаме да завршат нашите тела со состаноците, да ја официјализираме целата таа процедура, но она што можам да го кажеме дека ВМРО ДПМН на овие избори, за разлика од Социјалдемократскиот сојуз, чии што листи и нивни носители можевме вчера да ги видиме, ВМРО ДПМН ќе настапи со сериозна понуда, ќе настапи генерално со нови кадри, со луѓе полни со елан кои што ќе можат директно да учествуваат и ќе го дадат својот максимум за обновата, нормално откако ќе формираме владата после 12 април да учествуваат сериозно во креирањето на обновата на Република Македонија. Дали ќе го видиме и Христијан Мицкоски на листите или останува на ставот да биде кандидат за мандатар? Нашиот претседател останува на ставот да биде шпицен кандидат, односно кандидат за мандатар, но сепак и за тоа да почекаме, ние сме демократска партија, нормално ќе се развие дискусија на телата на нашата партија на состаноците, да видиме како ќе заврши целата постапка и на крајот како што ќе ги видите носителите на листите, кандидатите за пратеници, ќе дознаете за тоа подетално. Мицкоски деновиве беше во Унгарија, се сретна и со Орбан, опозицијата веднаш го обвини дека бил да бара одобрување од Груевски. Дали е тоа точно? Категорично ги демантираме тие тврдења. Како политичка партија, тоа е прво пренесериозно обвинување. ВМРО ДПМН има претседател Христијан Мицкоски, нема потреба од никого да бара одобрување, ниту пак да се консултира со некого. Нормално ние имаме база како со која што денеска и членство наше раководство со кое што денеска ќе одлучуваме по однос на нашиот настап за изборите, немаме потреба ќе повтораме се консултираме со никого.